Почитувани представници на медиумите, најеклатантен и пластичен пример од политичко-правното цунами на СДС и ЗАЕВ, кој ги зафати сите институции, е именувањето на членовите на управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности. Имено, владата на СДС, покрај тоа што не го почитуваа членот 9 од Законот за катастар на недвижности, согласно кој Управниот одбор треба да биде сочинат со представници од Министерството за правда, Министерството за транспорт и врски, Министерството за финансии, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделие, има донесено дури 3 различни решенија за именување на членови на Управниот одбор на катастарот со ист датум за донесување, но со различен архивски број и при тоа ниту второто решение, ниту третото решение донесено за иста работа не го поништува претходно донесеното решение. Правен преседан од невиден калибар. Владењето на правото и правната држава се на колена. Да, добро слушнавте. Повторуваме, дури 3 различни решенија од ист датум со различен архивски број и со различни луѓе за членови на Управниот одбор на катастарот. Првото решение за именување на членови на управен одбор во катастарот го донесува заменик председателот на влада, госпоѓата Радмила Шекеринска. Носи архивски број 24 4340/7 со датум 3.8.2017 година, каде владата именува 4 лица во новиот управен одбор на катастарот. Во изден на 3.8.2017 година со архивски број 44-17-19, најверојатно поради брзање и неможност да ги договорат и поделат внатрепартиските и меѓупартиските кадровски прашања, генералниот секретар на влада Драги Рашковски информира за донесена одлука на владата за назначување на нови членови на управниот одбор на катастарот, но со различни лица од претходното решение кое го донела Шекеринска. Тоа е ова. Одиме понатаму. За да правниот преседан биде уште поголем, имаме соист датум, односно 3.8.2017 година, но со различен архивски број 24-4880/7 и трето различно решение за именување на членови на управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, кој е потпишано од Зоран Заев и објавено во службен весник на Република Македонија. Како е можно во еден ист ден да се донесат 3 решенија за именување на членови на управен одбор во катастарот, заведени со различни архивски броеви, потпишени поединечно од Шекеринска, Рашковски, Заев, со различни луѓе именувани за членови на управниот одбор, о секое народно решение. ВМРО ДПМН прашува, кој од наведените 3 решенија е правно валидно? Односно, кој од наведените решенија е на сила? Ако ниту во второто, ниту во третото решение не го става вон сила претходното. Уште колку броеви во деловодната книга на владата се чуваат резервирани, за да може владата да именува и разрешува функционери после 6 август 2017 година, кога изборниот законник изрично тоа го забранува. Почитувани, ова е само еден од примерите за незаконското работење на СДС. Донесувањето на незаконски антидатирани решенија се секојдневна пракса на функционерите на СДС. Илјадници решенија се поделени во сите институции на незаконски начин. Нема институција која не е погодена од ваквото насилничко и незаконско работење на Заев и кадровиците на СДС. Се разрешуваат надвор од сите законски процедури компетентни и квалитетни кадри, а за директори и раководители на институции се послуваат луѓе со средно образование и без никакво искуство и компетенции за местото за кој треба да раководат. За оваа одговорност мора да има и ќе има. СДС и Заев, наместо професионализација и реформирање на институциите, како што ветуваа, направија тотална партизација во институциите. Со ваквото незаконско работење, СДС го доведе во прашање легитимитетот во носењето на одлуките на овие државни органи и тотално ги парализираше. СДС донесе целосна парализа и нефункционалност во системот. Сите одлуки
на незаконски поставените партиски кадри во иднина може да бидат оспорени, а сметката за тоа за жал ќе ја платат граѓаните. Откако ќе се врати правната држава, секој поединец индивидуално ќе одговара за прекршувањето на законите. ВМРО-ДПМН смета дека е најдобро незаконски именуваните и поставени лица во најкраток можен рок да си поднесат оставка, како што тоа го направија досега двајца. Казната од граѓаните за беззаконието на СДС ќе стигне на престојните локални избори, каде убедливо ќе бидат поразени. Ви благодарам.